Во Штип, каде што спортот е повеќе од само игра, живее човек кој ги руши сите граници на возраста. Ѓорги Гиров е поранешен директор и менаџер, претходно политички и социјален активист, а во пензионерските денови спортски водител, архивист на спортски статистики и вести. Денес Ѓорги може да го најдете на спортските терени, заедно со најмладите како се надпреварува. На кој погон функционира Гиров физички на овие години? Ни керозин, ни бензин. Ја ги стирам на основа на моја некоја теорија за обстанок. У тие години знам дека е многу потешко да се играе, да се трчи. Меѓутоа, јас сум си извел своја формула. Таа формула е постојано движење и умствено и физички активност. Тоа е првата ствар. Втората ствар, умереност у се. Тоа ако може да го совладате, се е вред. Меѓутоа, кај мене има и нешто генетичко. Татко, мајка, брат ми и така натаму. Така се воспитани, постојано да сум функционер. Како го одржува своето тело и ум во форма за да може да игра секоја недела? Со еден режим, што сам се го ја воспоставил до себе, постојано исто време легнување, исто време станување, навремено доручок, и тоа скромен, не претерување. Ја не знам што е месо. Не, месо не сум пил. Некој кричи, чекај веќе како без месо. Така е. Тоа е, викаме, да моја формула, така обстанувам и со тоа се гордеам дури. Дали верувате дека менталната сила има исто толку голема улога колку и физичката? Сигурно. Сигурно, ако не си спремен за жртва, ако не си спремен за лошо го работам и тука и дома, јас сум постојано активен. Не седам, не мирувам. Очигледно има спој и на моралната страна и на физичката. На што Гиров работи во моментов? Во моментот работам на една мини, да ја кажам, ама не монографија за нашата фамилија, Гирови Џамбазови. Знаете го нашето потекло, растеле сме одвоено и така натаму, меѓутоа живото може би не натара и за лошо пред малку збореме да таков режим прифанеме, да не ни смета ништо. Ја на сите советувам. И у добро и лошо бидете смирени. Умерено се, никаква алчност. Од алчност гинат луѓе. Како го спојува неговото политичко и бизнис минато со љубовта кон спортот денес? Спортот ми датира уште од детските години. Не сум имал намера да станам фудбалер, јако малку има обиди за времето на Пурич. Меѓутоа уследи заминувањето мое у Белград, со спортот остана и таму. Организиравме турнири, учествувавме на турнири на мал фудбал, репрезентација македонска, крстиме Брегалница, у моје име. Према тоа, постојано активно со спортскиот дел ми помага да и сите други обврски си ги извршувам. Тоа и ден денес го практикувам и еве гледате, можам. Се носам со овие мали. И ако они нормално внимават на мене, меѓутоа ја не претерувам, исто можам да трчам и повеќе. Меѓутоа на тие години не форсирам. Доволно ми да дојдам забавата да ја завршам, да сидам дома, одморен, мирен, истуширам се, да работам па до 12 сата сам нон-стоп на припрема на таа монографија, што реков. Во морето на амбиции, што остана незавршено во овие 60 години работа и само работа? Скоро ништо не остана, а морам да бидам и скромен и објективен. Останува тоа што сега го практикувам. Да бидам смирен, постојано да работам. Читање, пишување, апсолутно ми е тоа преокупација и уживам. Не од сегашноста, од минатото. Која е тајната на вашата долговечност и кои сеќавања ве мотивираат? Ме мотивира ова што сум успеал во животот, а поприлично бе активен и у стопанството, и у музиката, и у спортот, и за жал и малку политиката, меѓутоа брзо заврши тоа. Убави спомени имам од сето тоа што сум бил активен и тоа ме некако храбре и пред малку реков, минатото сега ме окупира постојано. Само се сеќавам и средувам си документите од тоа време, имам богата архива. И сакам да оставам една поголема монографија за лични потреби. Немам намер да издавам.
Немам такви амбиции. А тајната за долговечност? И па, тоа е умереност во се. Како ја замислува среќата и што значи среќата за него? Често пати, кога имаме прилика да поздравуваме со некој, да се да честитаме, и меѓу другото среќа, посакуваме, па некои пари, јас само викам, среќа е здравје, здравје и здравје. Се друго е надокнадиво. Што би им кажал на оние што сметаат дека времето е нивен најголем противник? Не им е времето против на тие. Едноставно, тие не може да се уклопат у времето кое се живее. Пред малку реков, и ќе ги повторим, ќе ги потретам, тие амбиции преголеми можеби, очекувања преголеми, нережимско живење, тоа смета. Ја, ако можам да од мој агол да дам совет, тоа е тоа. Кој е неговиот животен совет за младите? Мора да бидат објективни, да гледат на свето, на луѓето околу себе со еден оптимизам. Никаде не оде песимизмот. Сведоци сме на крајни вулгарни настапи, кавги, нервози, и тоа ги исцрпува. Ако може да се совладат, посакувам и да успеат и да бидат и они долговечни, да ги дочекат до моите години. За Ѓорги секој ден е можност за нова игра, за нова победа, за нова радост и нов личен успех. Возраста е само број, но духот е вечен. Не е само фудбалер, тоа е инспирација. Тоа е потсетник дека пасијата, љубовта и вербата можат да ја победат секоја граница. Кога ќе го видите следниот пат како трча по топката, не гледајте стар човек, гледајте борец, гледајте пример, гледајте човек кој не престанал да трча, ниту во фудбалот, ниту во животот.